45 минути после пожарот во дискотеката Пулс во Штипската клиничка болница почнале да пристигнуваат првите повредени. Тоа кобно утро во оваа установа имале 130 пациенти од големата трагедија. 50 од нив биле во тешка состојба. Направивме во првиот саат неколку тимови, околу 10 тима, кај што ги примавме пациентите и ја правивме првичната триажа во смисол венска линија, го фаќавме златниот час, венска линија, поставување на инфузии, аналгетика, антибиотик и преврска. Како доваѓа, така ги припремавме и за транспорт со координација блиска со секој од вас за болниците, направо полесните пациенти што пристигнаа во клиничка болница Штип. По првичната стабилизација, пациенти во животозагрозувачка состојба се транспортирале за понатамошен третман на клинички во ГОП 8 септември и во Стара Градска. Сите пациенти кои беа третирани на клиниките за хируршки болести поминаа низ ургентниот центар. Тука беше триажата спроведена од екипи од 3 анестезиолога, специјалисти, специјализанти, пластичен хирург и травматолог. Голем дел од тие пациенти, како што веќе и претходно напоменав, имаше потреба да бидат поставени и на респиратор и да бидат мониторирани во единиците за интензивно лекување. Овие пациенти немаше само изгореници, имаше инхалациона дополнителна повреда, како и интоксикација. Поради сериозноста на повредите, капацитетите на одделите за интензивно лекување во болниците во Скопје веќе биле исполнети, а состојбата на дел од пациентите почнала да се влошува. Неопходна била потребата за транспорт и понатамошно лекување во странски медицински центри, најпрвин во соседните држави Грција, Србија и Бугарија. Првиот пациент е префрлен во Солун, во болницата Папа Николау во 12:30, 10 часа по несреќата. Таму лекувале тројца наши млади со сериозни изгореници. По 2 месеца беа отпуштени од нашата болница, успешно го поминаа лекувувањето, ние бевме горди што сме дел од ова патување дневно и кога станува збор за здравјето, единствениот начин е соработка. Најмногу вкупно 30 повредени беа примени на лекување во неколку здравствени установи во Србија, а повеќето сместени во клиничкиот центар во Белград. Ние испративме и воени авиони, кои што транспортен воен авион со кој што ние превземавме 17 пациенти за кратко време и како што реков, истите 17 пациенти беа примени на клиниката за пластична хирургија и за наша среќа сите преживеа. Во третманот и рехабилитацијата на повеќе од 200 повредени во дискотеката Пулс учествувале повеќе од 400 здравствени работници во Македонија, меѓу нив и директорката на клиниката за пластична хирургија, која со многу емоции говореше за повредените, бидејќи дел од нив се уште ги третираат. Слава им на учинатите, исто и би сакала да кажам и да им дадам сила на сите што ја помина оваа трагедија, на сите деца, за нивната храброст, за нивната сила што се уште имаат во нивните срца. Извинувам. Ден после големата трагедија почина и Иле Гоцевски, возач на брза помош, кој повеќе пати со амбулантно возило превезувал повредени во болниците од пожарот во Кочанската дискотека. Александар Динев, Сител телевизија.